И денеска, еколошки издруженија изразија сомнежи дека во печките од депонијата Дрисла бил пален токсичен отпад. Од движењето за почист воздух велат дека истите луѓе кои се обвинети од бугарското обвинителство, двајца италијанци и двајца македонски државјани, раководеле и со депонијата Дрисла, од кој едниот е екс-директорот Горан Ангелов. За време на јавното приватно партнерство требаше да се изгради сектор за рециклирање на отпад и да се постави нова печка за палење на медицински отпад. Но ништо од тоа не било направено, туку само за 9 години се увезле илјадници тони отпад за да се запалат во Дрисла. Сомневањето, сега веќе кога излезе аферата во Бугарија, во која се вмешани италијанците што се уште се во Дрисла. Значи, ние видовме смена на директорот, а не дознавме дали италијанците си отидоа. Нормално дека сомнежот е дека од тој отпад завршили во Македонија, бидејќи се работи за истите луѓе. Во меѓувреме, вршителот на должноста, директорот на оваа депонија Коста Начевски, денес го презеде управувањето, откако Дрисла се врати под надлежност на град Скопје од италијанскиот концесионер. Градоначалникот Петре Шилего вели дека најголем увозник на отпад кај нас е фабриката Макстил. Не станува збор за депонирање на отпад, туку за негово преработување, а некаде за горење. Според податоците на Министерството за животна средина, по последните 2 години Макстил увезол 29.000 тони отпад. Цементарница Усие имала дозвола за увоз на 25.000 тони како гориво, а потоа следуваат Фен Индустри и Тапмак. Од иницијативата Одва велат дека нашата држава спие, а останатите ги следат шверцерите. Дирекцијата за истраги против мафијата во Италија води голема истрага за трговијата со отпад, координирана од Националниот обвинител за борба против мафијата и тероризмот. Причина е склучениот пакт помеѓу трите мафии Камора, Ндрангета и Коза Ностра за контрола на депониите на Балканот и извезување на комуналниот и индустријски отпад од Италија и други земји во нашиот регион. Во меѓувреме, вчера во собранието од дневен ред беше тргнато гласањето за измените на законот за управување со отпад. Од Зелениот фронт вела дека би било предложено да се поништи членот кој дозволува увоз на отпад за горење. Екологистите велат дека ова чекање трае 3 години и повикаа со закон да се забрани увозот на отпад за горење во индустријските гиганти кои се означени како еден од најголемите загадувачи на воздухот.